Guten Tag или добар ден. Добре дојдовте во уште едно видео Учиме германски со Левел. Во денешното видео ќе ги учиме овошките, а на германски овошје се нарекува das Obst или die Früchte. Во оваа лекција, освен за овошјето, ќе спомнеме уште неколку зборови поврзани со храна. И се разбира, бидејќи немавме посебна лекција за учење на правилата за читање, учејќи ги зборовите од храна, ќе спомнеме и неколку правила. Значи, овошје на германски се нарекува das Obst или die Früchte. Во самиот збор овошје или фрухте забележуваме дека имаме едно од правилата. Ц и Х се чита Х. Но одиме поред. Der Apfel, множина, die Äpfel. Умлаутот А или А со две точки се чита Е. Die Äpfel. Die Banane. Die Bananen во множина. Die Kiwi. Во множина die Kiwis. Забележувате дека W се чита В. Die Orange. Портокал. Во множина die Orangen. Der Pfirsich. Множина die Pfirsiche. Праска. Буквата С на почеток на зборови на слогови се чита З. И вториот дел од зборот го читаме Зихе. С како З и Ц и Х, Х. Pfirsiche. Die Pfirsiche. Die Aprikose. Кајсија. Во множина die Aprikosen. И тука буквата С ја читаме како З. Може забележавте дека именките од женски род кои што завршуваат на Е, во множина добиваат наставка Н. А како знаеме дека се именки од женски род? Именките од женски род го добиваат членот die. Машки род добиваат член der, а среден род das. Во множина сите именки го имаат членот die. Значи имаме die Aprikose, во множина die Aprikosen. Die Kirsche, цреша. Во множина die Kirschen. Веќе јасно, С, Ц и Х читаме Ш. Наредниот збор е die Feige, во множина die Feigen, смоква. И тука го забележуваме правилото кое што веќе еднаш го спомнавме. Е и И се чита ај. Feige, die Feigen во множина. Ова правило веројатно на сите добро ви е познато од пивото Heineken. Што би рекле германците? Прост, на здравје. Меѓутоа, за пијалоците и некои зборови поврзани со храна на крајот од денешната лекција. Продолжуваме со зборовите поврзани со овошје. Die Birne, крушка. Die Birnen, во множина крушки. Die Pflaume, слива, сушност модра слива, во множина бидејќи именката завршува на Е, добива само наставка Н. Die Pflaumen, сливи. Die Wassermelone, лубеница. Во множина die Wassermelonen. Die Traube, грозје. Die Trauben, во множина. И уште три овошки кои што се поврзани помеѓу себе. Die Erdbeere, јагода. Die Erdbeeren, јагоди. Die Himbeere, малина. Во множина die Himbeeren. И последната овошка die Brombeere, капина. Во множина die Brombeeren. Се надевам успеавте да запомните некои од овошките. Во продолжение на видеото ќе научиме уште неколку зборови поврзани со храна. Учиме германски со Левел. И како што рековме, после овошјето уште неколку зборови поврзани со храна. Das Frühstück, доручек. Das Frühstück. Das Mittagessen, ручек. Das Mittagessen. Das Abendessen, вечера. И сега одиме со неколку пијалоци. Пијалок на германски е das Getränk. Das Getränk, пијалок. Вода, das Wasser. Der Kaffee, кафе. Der Tee, чај. Die Cola, Coca-Cola. Der Wein, вино.
Das Bier, пиво, die Milch, млеко. Се разбериваме уште многу зборови поврзани со храната. Ги оставаме за наредната лекција. Учиме германски со Level. Доколку ви се допадна овие лекции, заследете го нашиот YouTube канал Level Center. Tschüss!